Повеќето од нас почувствувале во одреден момент како срцето ни чука забрзано. Веднаш не фаќа паника, така што помислуваме дека може да ни се случи нешто лошо. Лекарите велат дека здравото срце чука со рамномерен ритам од 60 до 90 пати во минута, но се случува понекогаш срцето да не чука со своето вообичаено темпо. Па веднаш се запрашуваме, што е она што ни се случува? Аритмијата сама по себе може да биде забрзана срцева работа, неправилна, која што може да потекнува од предкоморите, од коморите, меѓутоа исто така неправилна работа може да биде и спората срцева работа, кога имаме одредени пореметувања во спроведувањето во самото срце, па срцето работи поспоро. Така да аритмијата како поим е многу широк. Цела наука има, нели, веќе аритмологија која што се бави и ги проучува проблемите со срцевата работа, односно срцевиот ритм. Постојат повеќе причини за појава на аритмија, но најчесто причинители се стресот и стилот на живење, вели доктор Ковачевиќ. Вродените аритми се ние што ги среќаваме уште од детската возраст, кога самото дете има одреден тип на кружна тахикардија или вроден тотален блок, кој што може да се решаваат интервентно или со интервенција или со оградување на апарати доколку е потребно. А стекнатите аритмии ги наоѓаме кај повозрастните пациенти, од кои што најчесто за наша среќа е неправилната работа на предкоморите и таа е болест на старата популација, на возрастни луѓе кои што се над 60 години, веќе многу зачестува и кога се луѓето над 80 години, веќе 25% од популацијата има таа аритмија, како неправилна работа на предкоморите. Она што е најспецифично, што е најинтересно, нели, од нашите аритми. За жал, коморните аритми се оние што се најопасните и кои што најмногу прават проблем, а тие ги има кај луѓето кои што се во полна работна моќ и таа е најчесто како компликација од исхемичната болест на срцето. Кај младите луѓе стресот е една од причините, меѓутоа и стилот на живење е втората работа. Познато е за проблемот со појава на атриална фибрилација кај млади пациенти после труење со алкохол. Значи во светот, посебно во западниот свет, викенд алкохолизмот доведува до зачестена појава на атриална фибрилација, неправилна работа на предкоморите кај млади луѓе и тоа го знаат во сите нивни ургентни центри дека петок, сабота ќе имат повеќе пациенти со таков проблем. Она што повеќето од нас ги интересира, дали и како се лечи аритмијата? Вродените аритмии кои што се поврзани кружните тахикарди, постојат можности за лекување кои што се со интервентна медицина, тоа се електрофизиолошките студии и третмани со одредена техника за да повеќе пациентот ја нема таа аритмија. Понатаму постојат лекарства кои што некои пациенти мора да ги користат за да се спречени или појава на одреден тип на несакана срцева работа и вградување на апарати. Апаратите може да бидат имаме различни типови на песмикери, тоа се апаратчиња кои се вградуваат во самите пациенти кои што помагаат срцето да работи регуларно. Тие можат само да бидат апарати кои што ја зголемуваат срцевата фреквенција, односно да имаме доволно срцева работа, меѓутоа постојат и пософистицирани кои што се дефибрилатори, значи вградливи апарати кои пациентите кои што добиваат аритмија од кои што за жал може да им биде многу лошо, постои апарат кој што може тоа да го процени во нив и да изврши кардиоверзија, односно да даде електричен импулс кој што ќе прекине аритмијата и да воведе нормален срцев ритам кај пациентот. Кога е алармот за посета на лекар? Кога ќе почне срцето да работи многу брзо и пациентите почнуваат исто да го чувствуваат, нели, како во грлото да им работи срцето, тогаш е време веднаш да се јавите на некој преглед да ве види дали матичниот доктор, дали да ве види специјалист за кардиологија, за да се утврди каков тип на пореметување на ритам прави пациентот, односно тој што се чувствува неубаво. Самиот преглед не бара многу, бара само еден електрокардиограм во моментот кога пациентот чувствува нешто да се направи. Сега нешто што често се случува да тоа што го осеќа пациентот во моментот кога ќе влезе во амбуланта престане. Заради тоа се прават до исследувања кај пациентите, се поставуваат холтери, тоа се 24 часовни, па дури и до 7 дена за снимање на срцевата работа да се утврди какво пореметување на ритам прави пациентот. Препораката на доктор Ковачевиќ е секогаш да се побара консултација со кардиолог, доколку срцебиењето е придружено со вртоглавица, конфузност, губиток на свеста, силна главоболка, потешкоти во дишењето, градна болка која се шири кон вратот, долната вилица, рамењата или горниот дел од грбот, кога срцевиот ритам е побрз од 140 удари во минута и трае подолго од 30 минути без физичка активност и кога аритмијата е придружена со покачен или намален крвен притисок. Вели дека
Најдобро е пациентот навреме да го открие проблемот, бидејќи за здрав нормален живот е најдобра превентивата, а тоа може да се постигне со контрола и современ преглед и без да се има званична болест.